Сите ги знаеме оние приказни на млади луѓе кои со упорност, посветеност, знаење и некоја ронка среќа постигнуваат успеси. Приказни полни со инспирација, мотивација, иновација, стимулација, инспиративни приказни на кои сите им завидуваме. Ова не е една од нив. Ова е патот до неуспехот. Кај комшиите познат како Столе, а за јавноста непознат. Автор на најновиот бестселер Се гледаме на дното. Денеска во вашата омилена патот кон неуспехот. Господинот Столе Радински. Добар ден. Добар ден, фала многу што ме поканивте да гостувам во вашата емисија. Да прошетаме малку. Да прошетам. Повелете. Неговата книга е еден каталог на пропаднати бизниси и долгови. Неуспехот го влече уште од неговите почетоци. Неговиот прв дуќан со име 100 ра во семејната гаража му пропаѓа, а бабината заштеда ја губи во тат. Потоа отвара рибарница, па фризерски салон, па железара, кој исто така ги затвара. Ова е неговата неуспешна приказна. И знаеш како е неуспехот преку ноќ му треба многу време. Стив Џобс го има тоа кажано. И зедом го затворив то колонијалчето и се насобра на вересија многу луѓе не плаќат никој. И сетне зедов кој затворив, та отворив нова продавница за кафе, шо е. Тоа време дојде еден, две на две вака едно бате, ми вели рекет. Немаме му елам дечко, рекет не е спортска продавница. Друго реко, заштита ми вели, која заштита бе човек, нема од тие кондоми, не продаваме с кој купва тука таква работа. И зере, ми чукна две-три, така малку за сокото, ама нема гајле, знаеш, како велат, мора да го гледаш убото. Сега трепајци во едењето, барем не паѓат и тоа е. Но приказната на Столе продолжува. По неколку месеци државен инспектор му застанува на патот до успехот. Дај да видам книги, што имаш ПП апарати, колку имаш каса, празни џебоите, план за евакуација во случај на пожар, такви работи. И јас сам понакрај ми излезе околу 7200 евра во минус. И тоа е, ми запират се од социјално до 2027, ќе бидам на нула. Преби среќен човек сум јас, кај е 2027 онаму, па ти ќе живееме некако, ќе се крепи без пари, тогаш ќе бидам, сега се крепи некако. Столе не одведе до местото каде што последно се обидел да направи бизнис. Под хипотека си. Ви ова ми пропаднало бе човек. Зовде има многу ва замисла. Сакав да отворам она бизнис за шпиунки на вратите што клават. Самуило Војник да пишам. Уба и бизнис идеја беше, ама пропадна ете и таа. Може некој ќе оземи дуќанче да ќе се израда, знаеш како е. Вашето име е синоним за неуспех. Дали планирате да се откажете од неуспехот? Абе, знаеш како вели Пауло Коелјо? Во животот треба 7 пати да паднеш, 8 пати да се исправиш. Ево, јас 14 пат се исправам на нозе. И ако ништо не видим, не се откажам, државно ќе ќе работам. Тоа е. Тука некаде го оставаме Столе со насмевка на лицето и со помислата дека сите ние сме Столе понекогаш. А вие, драги гледачи, запомнете, во животот не постои каење, туку лекции. Дженифер Анистон.